Добар ден и од мене. Откако се направи ребалансот и стана оперативен преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, вчера се направи првата исплата преку платежната агенција и трезорот, каде што беа исплатени 1130 оризопроизводители со 41 милион денари. Она што денеска следи, ќе бидат исплатени 153 милиони денари кон млекопроизводителите кои што ги добиваат редовните субвенции. Во делот само да напоменеме дека мерката која што беше за оризопроизводителите со 5 денари е интервентна мерка, додека за млекопроизводителите тоа е наредовна мерка која што ќе биде исплатена. Инаку, само да повториме дека во планот со ребалансот кои се вметнати во програмата, веќе од вкупно 915 милиони денари кои ќе бидат насочени претежно кон интервентните мерки, стигнуваме за буџет за 2019 каде што ќе бидат исплатени близу 7 милиарди денари. Минатата година се воведоа неколку интервентни мерки кои што во зависност од движењето на пазарот, нивелацијата на цената и условите на производство, ќе напоменеме дека ова година таквите мерки се исплаќаат и тоа дополнителните мерки се делот каде што имавме 1 денар дополнителна субвенција за која оди за откупувачите на пченица, за млинарите, каде што ќе бидат исплатени 40 милиони денари, што значи дека минатата година токму преку овие фирми се откупени 40 милиони килограми пченица. Инаку, исто така ќе бидат опфатени и од редовните барања, од единствените барања од 2018, а тоа ќе бидат близу 5 милиони евра или околу 288 милиони денари, каде што во претходните години кои не се исплатени и тука ќе бидат опфатени сите 4 категории, односно подсектори, како што е поледелство, градинарство, лозарство и овоштарство, а секако дека ќе бидат опфатени производителите на семе и саден материјал. Она што исто така сакаме да го напоменеме дека токму преку ребалансот и интервентната мерка која што беше воведена за прв пат 2018 година, а тоа знаевме каква состојба имавме околу откупот на индустриското јаболко и самото производство. Ова година, каде што веќе рокот за пријавување е до 15 октомври, со тоа што очекуваме дека последните промени може да се направат во рок од 30 дена, така да за завршувањето на ова е до 15 ноември. Со наши предпоставки се очекува да бидат исплатени околу 160 милиони денари, кои рековме ги имаме обезбедено преку ребалансот. Оние сите други кои беа, само може да напоменеме дека тука се планирани и она што ни се случуваше со делот за депопулацијата и африканската свинска чума, каде што планираме 40 милиони денари, така да рокот за пријавувањето е во тек од самите сточари, во зависност од реакцијата и нивната брзина. Крајниот рок е 25 декември, очекуваме да видиме со колкави бројки ќе ги добиеме и во тој дел би одела и таа исплата, доколку не, тоа би се префрлило за исплата и следната година. Ова е кратко само во воведот со ребалансот што го имаме планирано и сите мерки кои што би ги покриле, зборувам до крајот на 25 декември, а тоа е додека е оперативниот и самиот буџет. Благодарам се.